Во Штип за само 3 дена, 2 деца настрадаа во иста шахта близу градскиот стадион. С леве стране била е братеница мога мужа и она одједном исчезла. Внуката беше од лево и падна во шахтата. Со помош на луѓе ја извадивме и ја однесовме во брза помош. Има повреди, но и трауми. Сега се плаши да шета сама. И трауме, тако да сад лежи код куќе. Страх е од рупа тротоара да излази у паркове, увек се плаши се кад спава така. Вториот несреќен случај следел само ден по првиот, на истото место и на идентичен начин. Во двата случаи децата останале со повреди, но за среќа не толку големи колку што била опасноста. Овие случаи само се надоврзуваат на неколку претходно, бидејќи отворени шахти во Штип има постојано. Освен пешаци, често во нив заглавуваат и возила, па штетите се големи. Опасноста која им се заканува постојано, граѓаните ни ги остава рамнодушни. Како не е опасно тоа? Може нога да скрши, може се повреди. Тоа не е опасно. Тоа треба кај тие што откупуваат да се казнат ако треба, тако нешто не смеат да откупат. Тога нема да се крадат. Како да се реши проблемот со отворените шахти? Видите, по известување на граѓаните и на полицијата евентуално и на други структури, ние интервенираме, но ние не знаеме во кој момент и каде и кој ќе украде буквално да кажам шахта или пак ќе биде оштетена. Сите кои што ќе забележат во таков момент одреден дефект треба да пријават веднаш кај нас за да можеме брзо да интервенираме. Кражбите јавното претпријатие Стипион месечно го чинат по 5000 денари, но се повисоки се штетите и од загубените судски спорови затоа што се повеќе граѓани и возачи тужат за штети.